Веројатно не постои млад човек што не верува дека не сме сами во космосот. За младите генерации тој факт, таа реалност е веќе абсорбирана. Тие се растени со сите информации на дофат и не им треба никакво убедување за ова. Но колку и како треба да се подготви останатиот дел од светското општество за да може без никакви шокови да ја абсорбира оваа реалност. Сите геополитички стеги, сите економски системи, едноставно сите системи на модерното општество, како треба сето тоа да се подготви за новата реалност. Дали веќе се превземаат чекори за ова? Очигледно е дека процесот е започнат. Не може на Конгресот во САД нигде никаде да му текне и во последните 6 години сам на своја рака да си носи закони за НЛО, за транспарентност околу овој феномен и со закони секоја година да бара извештаи од војската и да бара да се објави вистината. Кога се работи за нешто што со сигурност ќе има историски најголемо влијание врз целото светско општество, тоа не се прави без стратегија и без план. Едноставно не е можно ова да се случува инцидентно. Не е можно да е сосема инцидентно и излегувањето на толку многу нови свиркачи, поранешни офицери со безпрекорни кариери кои тврдат дека не сме сами. Карл Нел, Луи Елизондо, Дейвид Граш, Тим Галадет, Дейвид Фрейвор, Рајан Грейвс и многу други. Одеднаш, во последните години се активираше и академската јавност, предводена од научници како Гери Нолан и Аве Лоуб. Се создаваат невладени организации, асоциации, фондации како Americans for Safe Aerospace, New Paradigm Institute, Soul Foundation и други, сите со истата цел да се објави вистината. И секогаш, по моментите кога спласнува еуфоријата и интересот на мејнстрим медиумите, веднаш се случува нешто ново, и тоа често на официјално високо ниво. А ако не е нешто официјално, како например сослушување во Конгресот или нов официјален извештај на владата за НЛО, тогаш излегува некој воен авторитет кој се вклучува во јавната дебата на високо ниво, како да е планирана активност со цел темата да не избледи во мноштвото светски случувања и да остане и натаму актуелна. Прилично утешно е да се знае дека сето ова се случува плански. Најдобриот начин да се случи објавата е токму плански и контролирано. Едноставно нема поголемо нешто од тоа да се објави официјално дека не сме сами. Многумина мислат дека тоа ќе го стори новата администрација во Америка. Староновиот председател Доналд Трамп на повеќе наврати зборуваше дека е запознаен со темата. Тешко е да се процени до каде е овој план, ова спремање на земјаните за конечната објава. Дали сме при крајот? Дали ни требаат уште 10, 20, 30 или многу повеќе години? Одговорот на ова прашање некој сигурно го знае, но ние не. Во планот веројатно има и повремени тестирања на општеството. Дали дел од тоа тестирање беше објавата дека и на месечината и на Марс може би има вода? Како глобалното општество реагираше на тие објави? Никако. Едноставно ги прифати како нова реалност. Дали тест беше откривањето на бројни екзопланети? Од 90-тите години до денес, колку пати сме слушнале дека е откриена нова екзопланета слична на Земјата? Сега компјутерските модели во научни истражувања предвидуваат дека ги има милиони само во нашата галаксија. Како глобалното општество реагираше на овие објави? Мирно. Како реагираше на објавата дека животот во разни форми постои во нашиот сончев систем, како во атмосферата на Венера, на месечините на Сатурн и Јупитер? Како реагираше на многу шокирачки случувања на светот, како нови војни и конфликти? Како светот реагираше на здравствените и социолошките ограничувања во 2020-та? И како реагира на овие конгресни сослушувања за НЛО? Тоа се историски настани кои никогаш досега не се случувале. Се случуваат само во последните неколку години во Конгресот и во Сенатот на официјално ниво, да се зборува за неидентификуваните летечки објекти, да се зборува за нечовечка интелигенција, да се зборува за технологии кои ги нема ниту една земја на нашата планета, и да се дебатира и да се носат закони за неидентификувани летечки објекти. Ако се прашуваме ние,
тогаш веројатно сите тестови веќе сме ги поминале. Инаку, само неколку денови по одржувањето на последното конгресно сослушување во САД за неидентификуваните летечки објекти, кој се одржа на 13 ноември, Пентагон објави извештај за неидентификуваните летечки објекти. Канцеларијата на Пентагон, создадена за проучување на овој феномен, All Domain Anomaly Resolution Office или скратено ARO, во текот на само една година доби 700 извештаи или пријави за НЛО. Ова е драматичен пораст на сведочењата и извештаите што се додаваат на растечката листа и доаѓа во време кога поранешни официјални лица на Министерството за одбрана тврдат дека САД има технологии далеку над човечките способности. АРО добил 757 извештаи за непознати аномални појави или Unidentified Anomalous Phenomena, како што сега се нарекуваат неидентификуваните летечки објекти во периодот од 1 мај 2023 до 1 јуни 2024. Ова стои во извештајот објавен во четвртокот на 14 ноември 2024. 174 случаи се неразјаснети. Додека АРО истражувал вкупно 1652 случаи, Џон Козловски, новиот директор на АРО, изјави дека порастот на случаите се должи на поголемото пријавување, а не неопходна на поголемата активност на овие објекти. Тој исто така најави дека ќе има и повеќе едукација од страна на АРО, за да се спречат пилотите и другите сведоци да пријавуваат исти типови на средби кои лесно може да се објаснат. АРО изјави дека покрај балони и птици или Starlink сателити или други мегасателитски констелации во ниската орбита на Земјата, сепак има случаи кои не може да се разјаснат. 18 пријави за НЛО имало во близина на нуклеарни воени објекти на САД. 10 од нив вклучуваат летови од 5 минути на чувствителните подрачја. 2 од видувањата се до 2 часа видување на НЛО над вакви воени нуклеарни објекти, изјави Козловски.